24 анализа, формат на отворено студио со најава за вклучување на моите колеги од терен. Најпрво одиме со најновите информации кои ги имаме. Во зградата на обвинителството во Кочани во теке распит, односно сослушување на лица кои се дел од предистрагата за трагедијата што се случи со пожарот, во која животот го загубија 59 лица. Во обвинителството во Кочани веќе се донесени поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, а според последните информации таму е спроведен и поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски. Според последните информации кои ги имаме, 23 лица се опфатени со предистрагата. Постапката засега се води за тешки дела против општа сигурност, но се истражува и евентуално примање и давање подкуп, како и незаконска набавка на пиротехнички средства. За последните информации од Кочани на линија треба да ја имаме колешката Александра Митрева, таа во текот на денот ги следеше протестите во Штип, во регионот, кои се случуваа како одраз на гневот на граѓаните таму. Александра, доколку се слушаме, имаш ли некои информации во однос на тоа што се случува со луѓето кои се спроведени во Кочанското обвинителство? Така, Анета, се слушаме. Според последните и најнови информации кои што ги имам во овој момент од терен, поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице, всушност вечерва се спроведени на сослушување во зградата на основното јавно обвинителство во Кочани, поради, како што напомена и ти, трагедијата што се случи во дискотеката во Кочани, а во која во страотниот пожар животот го загубија 59 лица и над 150 се повредени. Бектеши во моментов е на распит во Кочани, значи тој по 24 часа минати во полициска станица со интервентна полиција беше изнесен и спроведен од полициската станица Карпош во Кочанскиот суд. Неговиот адвокат пак Еленко Миланов денеска во изјава за медиумите рече дека Бектеши бил повикан на информативен разговор и дека сам се јавил пошто е побарано тој да биде задржан заради понатамошни проверки. Миланов исто така кажа дека засега нема правна квалификација. Она што можем да го кажам во моментов е дека по завршувањето на распитот кој што во моментов се уште трае, всушност ќе се знае дали и за Бектеши како и за другите лица ќе се бара краткотраен притвор и што понатаму ќе се случува. Претходно во текот на денот во основното јавно обвинителство во Кочани исто така беше сослушан и кочанскиот градоначалник Љупчо Папазов, кој пак денес си поднесе оставка. Тој од оние информации со кои што располагам заминал без полициска придружба или цици на рацете, со што останува нејасно дали е меѓу осомничените за страотната трагедија. Во контекст на ова да кажам и дека државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски денеска на пресконференција соопшти дека во врска со несреќата во ноќниот клуб Пулс во Кочани се работи на итно процесуирање на 14 осомничени. Всушност, Бектеши е еден од 14 мината за кои што обвинителството бара краткотраен притвор, а Коцевски исто така информираше дека предистрагата за трагедијата во Кочани е проширена за 6 нови лица. Коцевски информираше и дека се сомничат за тешки дела против општа сигурност со казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што може да се движи и до 20 години. Воедно рече дека се испитуваат действија на примање и давање подкуп, како и незаконска набавка на пиротехнички средства. Ова се најсвежите последните информации од терен и како за крај во ова јавување еве да повторам дека после вчерашниот траурен ден, денес повторно доста тежок ден имавме во Кочани. Имено граѓаните на Кочани во текот на целиот ден протестираа, барајќи одговорност за трагедијата во страотниот пожар, каде што за жал животот го загубија 59 млади лица. Револтираните граѓани протестниот марш кој почна од градскиот парк, потоа продолжија пред обвинителството и пред основниот суд во Кочани. Протестот продолжи пред кафулето кое што му припаѓало на сопственикот на сега веќе опожарениот ноќен клуб, а граѓаните го демолираа. Тие исто така го превртија и автомобилот кој што според нив е во собственост на сопственикот на клубот Пулс.
Протести имаше и пред куќата на градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов. Луѓето буквално таму фрлаа камења и јајца во правец на неговиот дом. За утре пак се очекува да започне теренска контрола на сите субјекти регистрирани како кабаре, дискотеки или ноќни клубови, најави доцна попладнево премиерот Мицкоски. Анета, ова се засега информациите со кои што располагам после трагичната несреќа во Кочани. Да, веројатно вечерва една од првите вести и информации кои ги очекуваме што ќе се случи со овие 20 на луѓе кои се наоѓаат во Кочанското обвинителство. Таму нели веќе се пренасочени е зголемен бројот на обвинители, дали ќе има притвори за дел од нив. Побарано е да има продолжен притвор пред се, истекуваат оние 24 часа законски до кога може да бидат задржани, да видиме каков ќе биде епилогот од овие сослушувања во Кочанското обвинителство. Доколку имаш информација, се разбира, те очекуваме да се вклучиш во ова отворено студио. Александра, тоа беше колешката од Кочани со информациите. Одам со најава за соговорниците на оваа тема. Од мојата лева страна, Љулзим Фаризи, добро вечер. Здраво. Да, добро вечер, ете се збунуваме за жал и ние новинарите. Вие сте инспектор, во исто време сте и човек од наука кој ги предава овие предмети поврзани со темата за која што ќе говориме, пред се во делот на таа легалистичка одговорност и неодговорност. Пред се тоа е професија, но јас во јавниот живот сум познат кај народот како политички аналитичар и во тоа својство сум аналитичар во тука. Но се така не да ја правиме моја во врска со настаните. Ова е тежок ден за целата држава, посебно за загинатите во Кочани, сочувство за нивното семејство, а на повредните им посакувам побрзо да оздрават и да се пуштат на домашно лекување. Беше сосема друго планирано да дојдам тука да дебатирам. Друга беше тема, така е. Пред една недела кога се договоривме, но за жал тоа што се случи, сега сме приморени да го смениме и темата. Мене ептен ми е тешко да разговарам за вакви теми на овој чувствителен настан, но ќе се обидеме колку што знаеме и умееме да им дадем разврска на оваа ситуација. Може ли да ми дозволите и Зиков да го најавам како колега, сега. и Лјупчо Зиков е во студиото. Најнапред сочувство до роднините и фамилиите на загинатите и желби за брзо закрепнување на повредените, особено на најтешко повредените кои, како што гледам, ги праќаат надвор од Македонија да се лечат најтешко повредените. Што е исто така според мене тема за дискусија. Не може да се опишат вакви моменти, значи зборови нема, не е момент ни да секако дека не е моментот политички поделби да се прават во државата. И според мене и добро е што до сега и нема нешто посериозно од аспект на развој на таква некоја ситуација. Сега е време за молитви, сега е време за тишина, барем да поминат неколку дена, да помине деновите на жалост. Исто како и колегата вечерва, јас нема да се втурнам во аналитички расправи за законски работи. Никој не е до крај, нити знаеме до крај како се законите. Во период на конфузија сме, различни толкувања има околу тоа кој зашто е надлежен. Затоа подобро е да разговараме со тон и со содржина кој некако ќе изанализираме целата ситуација периодов сите од аспект на тоа во какво општество живееме, во каков систем живееме и ако можеме барем малку утеха да дадеме на луѓето кои се ужалени во овој период. Ваквите настани ја тестираат и човечноста, го тестираат и односот и на поранешни и на актуелни функционери, не тестираат нас како новинари, нашата етика, нашиот морал. Но во секој случај не можеме да ги премолчиме прашањата што легитимно треба да бидат поставени
а сите тие нели се во насока да побараме одговорност и одговори за оваа трагедија. За жал, нашата улога е таква и ние имаме должност пред јавноста таа улога да ја исполниме. Ако ми дозволите сега да продолжам тоа прескако го застанав. Многу е важно овој гнев што го гледаме кај народот, особено денеска, на таа млади кои што го кршија кафичот, односно објектот на собственикот на дискотеката, на колата, па одењето пред општината, фрлење со камен и така натаму. Јас мислам дека тоа е гнев на тоа што ни се случува во историјата во последните 5-6 години, особено на тие големите трагедии. Но јас мислам дека треба малце да бидеме похумани во овој период, за да не ги загрееме и повеќе тие страсти на луѓето кои се гневни. Јас мислам дека треба да се подели ова трагедија треба да се подели на 3 дела. Првиот да му стави на институциите да работат и да истражуваат. Второто, политиката да биде далеку од вмешувањето на ваквата ситуација биде и така повеќе може да ги загрее тие страсти и на задоволство кај народот, а тешко се поентира на ваквите ситуации и да бидеме хумани кон тие луѓе кои денеска загинале. Значи, на овие 3 дела ние треба да постапаме барем во овој период, се дека да поминат тие 7-9 дана на жалоста и после тоа да гледаме на кого му спаѓа одговорноста кривично и одговорноста морално кој треба да го имаме. А после тоа кој ќе помине тоа хуманниот дел, значи како ќе помине времето, ние ќе се сеќаваме, но болката на луѓето кои загинало, односно на семејството и на раните, така и ќе се омалува, ќе почнеме да размислиме со ладни глави, бидејќи сега ние сите размислуваме, бидејќи во ова ситуација емотивно повеќе, јас мислам дека тоа толпа таму е повеќе емотивна и оправдана ето. Ние да чекаме неколку денови за да не фрлиме бензин на жарот во овој период. Дека треба да го контролираме нели вокабуларот и све, но Фаризи, те молам, значи ве молам, сакам јас да поставам конкретни прашања, бидејќи веќе ние имаме представници на извршна власт кои конкретизираат кои луѓе може да бидат осомничени, кои се причините, одговорност, неодговорност, веќе ние ги имаме тие информации. Во моментов, нели, во обвинителство се сослушуваат луѓе. Пред да повикам колешката на линк, еве прашање во само кратко ве молам да ми го одговорите. И Зиков, и вие Фаризи повикавте на деполитизација, а некако повторно не успеавме да се одлепиме од овој момент. Зошто го велам? Еве премиерот обвинува дека дуи сепак дава партиска, етничка боја на целава оваа трагедија. Денеска Венко Филипчи излезе исто така со прес, повикува да не се политизира, да се обединиме, ама да има одговорност вистинска кај вистинските виновници. Знаеш тоа не? Што ќе кажеме ја и господин Фаризи е помалку важно од тоа што деновиве го зборат највисоките представници на државата, што треба да го зборат највисоките и како треба да го зборат. Навистина е помалку важно ние што седиме во студиото. Ние ќе пратиме пореки. Впрочем, јас тоа сакав да го кажам. И појавувањето на министерката за образование денеска на Собирот, и делови од изјавите на премиерот. И вчера имаше еден мал дел, ајде да речем и кај опозицијата во вчерашната пресконференција имаше еден момент таму каде што не треба сега во моментот не треба да се отварат тие Зиков, ама еве ние се воздржуваме, Фаризи говори, ве молам, еве да ве прашам, со сиот ризик да бидам еве изложена на критика. Па ние денеска имаме премиер кој вели ако треба за уши, така рече, ќе ги влечеме од дома. Прашувам за таа нарација, ако ние дека се контролираме на нашиот речник. На тоа мислев кога го кажав ово пред малце. Малце да се контролира речникот заради тоа што за уши можеби ќе треба да се мкнат и тие пред мај 2014, но и тие сега можеби имаат еден контингент на луѓе што треба исто така со уши да се измакнат сега што работат. Заради тоа што, знаете, многу е битна кармата на изговорениот збор.
Тоа се враќа и тоа ќе мора во еден момент и да се положи извештај за тоа што се работи. И како се работи и да се објасни на граѓанството, ова знаете, ова ќе има етапи, како што рече господин Фаризи, во етапи ќе одат овие работи. Значи ќе има етапи, ние со ова ќе живееме долго со оваа трагедија. Значи, долго, веројатно, ова ќе определи дури и политичката реторика и динамика во наредните месеци и години дури. Да, уште не сме свесни, бидејќи... Еве Србија земете, од Рибникар преку Настрешницата, тие уште не можат да се опорават од целата таа работа. Јас сакав малку околу таа нарација, еве и Фаризи коментар, бидејќи повикавме да внимаваме и ние тука се обидуваме, Само да не се поврзувате таму во емисијата. Да, колишката е на линија, да, Афродита, дали се слушаме и дали сме на линија на линковско вклучување? Да, Анита, се слушаме. Значи, вака имаме информации, нели, разговаравме пред да ги сумираме за овој линк. Владата одржа координативна седница, има одредени најави за протести, секако не инициираме и не поттикнуваме како медиум, но сакам да го сумираме денот и кои се последните информации, кои се однесуваат во однос на протестите и во однос на одлуките на координативното тело. Да, токму така, вечерва во владата се одржа координативен состанок помеѓу премиерот Христијан Мицкоски, директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски, како и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Како што информира владата, од утре започнува теренска контрола на сите субјекти регистрирани како кабаре, дискотеки, ноќни клубови, а најверојатно и други угостителски објекти кои организираат прослави за поголем број на луѓе. Теренската акција, како што уште вчера најави премиерот Мицкоски, ќе биде во насока на проверка на сите документи, лиценци, дозволи за градба, за употреба, како и дозволи за работа. А денеска попладне премиерот Мицкоски излезе со информација дека во текот на 2024-та биле издадени вкупно 12 лиценци за кабаре. Подсетуваме дека фалсификат лиценцата на импровизираната дискотека во Кочани била имено за кабаре. Премиерот Мицкоски изјави само 12 поседуваат лиценца и тоа од тие не знаеме колку се уште се валидни. Препоставувам на некој рокот им е изминат, бидејќи тие се со важност од 1 година. Македонија денеска го преживува вториот ден од овој колективен шок, од оваа колективна трагедија. Граѓаните во Кочани во текот на целиот ден протестира, имаше инциденти, учениците во Штип исто така протестира, а платото пред УКИМ беше преполно со студенти кои дојдоа да одадат почит на жртвите. Беше планиран 7-минутен молк, но тој беше прекинат, бидејќи на дел од присутните им се слоши, им беше потребна итна медицинска помош, а министерката за образование и наука Весна Јаневска одржа говор, но не успеа да го заврши, бидејќи револтот кај студентите беше голем. Тие почнаа да довикуваат, да извикуваат дека во овие траорни денови не им се потребни такви политички говори. Од неформалната група на младински активисти кој е следен, кој ги организира и протестите за брутално прегазената 22 годишна девојка од Неготинов Росина Кулакова, објавија дека утре на плоштадот Македонија во Скопје со почеток од 18 часот ќе има јавен собир. Тие велат Македонија повторно е завиена во црно, уништени во грч, седиме пред екраните во исчекување на нова поголема бројка, во исчекување на нова поголема тага. 59 млади лица не го вида денешниот ден. Во овие траорни денови Македонија треба да биде заедно. Ова го објавија од ова неформална група кој е следен. Тие повикуваат на јавни собири на главните плоштади низ целата држава со почеток од 18 часот утре. Ова засега се последните информации за вечерва. Анета? Да, Афродита, ова се сумираните информации, а веста која практично ја пренесе тие дека почнуваат контроли на сите лиценцирани клубови, кабареа во државата.
Афродита Рамос со информациите од Скопје. Еве, многу информации сепак имаме за коментирање. Ајде да прашам, еве, околу ова, ако може, најавени засилени контроли? Засилени контроли можеме да сме. Пошто тој ми е професија во некој начин. Ова што се случи вчера покажува дека системот кај нас е тотално распаднат. Од причина што јас долго време работам во оваа институција и од почеток кога се заснова, кога се почна да се прават реформи 2011 сум таму. И знам точно што реформи има направена. Иако ние немавме многу податоци, дигитализации, податоци од врсканата колку надзори се направени, информации и така натаму, јас мислам дека сме биле многу попрофесионални како институција. Јас говорам за мојата, а генерално е во други институции. Но во 2014, ако се сеќавате, ние правиме големи реформи во државата во тој период, од тој процесот на интеграција, и јас мислам дека и во 2024 да се вратиме пак назад сега, нели, со реорганизацијата. Само во континуитет да кажам дека во 2014 тогаш институциите, односно инспекторите се подели од министерствата и се направи инспекцијскиот совет. Првин беше идејата како координативно тело, а после ние станавме дел од нив како координативен орган таму и се тие па после не контролира на некој начин на нивната цел сегаш како поминува времето беше се по цел да ги дисциплинираат инспекторите и да не навлегувам после хајката што се направеше индивидуално по инспекторите. Сега од 2024 ние го укинуваме тоа и се вратиме пак назад, според мене, лично си кажувам, дека не е баш добар чекор, бидејќи мислам дека треба да се реорганизираме. Сега ни се случи баш во овој период кога се прави буквално трансформацијата на овие институции, посебно и пазарниот инспекторат, бидејќи ние сме дел од Министерството за економија и труд. Но таа реформа што ја направивме во 2014 нам не назадува, бидејќи ние имаме план за работа. Ти не можеш како инспектор, јако си 24/7 на работа, ти не можеш да одиш кај ти текнува тебе. Односно и ти да знаеш, пример, дека ваков објект постои, ти како инспектор не можеш не смееш да влезеш внатре во тој објект, без да вршиш надзор, без да имаш налог од страна так на работодавач, односно одговорното лице, а тоа во својство бил директорот и пред и сега е директорот. Значи, до 2024 односно 25-та сега во јануари и февруари има повеќе ингеренции, имаше директорот од сега кој што има министерот. Јас ви кажам само како се организира, како е организмот на инспекторатите. Објаснуваме нагледачите како функционирате. Пошто ние мислиме дека овој е одговорен, тој е одговорен. Значи не може сите да бидеме одговорни еднакви. Треба одговорноста да се лоцира, особено на тие луѓето кои требале да дават налог за да одиш во таа институција. Се мола, пошто јас знам добро ова професионално. Значи јас сакам искрено да бидам во оваа емисија и да поставам прашања кои што мислам дека треба да се постават. Ние во моментов имаме ситуација во која, барем од она што го знаеме, на распит се луѓе кои се од поранешната власт. Поранешен министер за економија, поранешен државен секретар, поранешен прв човек на пазарен инспекторат. Мислам, министерот за внатрешни работи за волја на вистината кажа дека има и актуелни вработени во МВР, во полицијата, кои исто така се опфатени, но за звучните имиња ги гледаме тие, го гледаме градоначалникот на Кочани, се поднесе оставка, премиерот вели направил доблесен потек морал со демонстрација нели на морал, на етика, но тој замина дома 3,5 години е градоначалник. Прашувам дали на вистина зборуваме за објективен пристап во целата оваа битка што велиме ќе биде безмилосна со корупцијата. Ние имаме 9 месеци нов министр за економија, заменик, директор на инспекторати. Значи, ајде сега да ги значи, веројатно логично ќе биде не преудицирам, ама да се прашаат и тие луѓе, или можеби не е луѓе, не знам. Еве прашувам. Ако ми дозволи Лјуца, значи ние треба да ја поделиме одговорноста на локалното ниво. Јас не ја знам таа поставка, дали им треба дополнително одобрение за да
работи таа дискотека на локално ниво, си кажам сега, тоа не ја знам, но во централно ниво точно знам дека тоа се дава од страна на Министерството за економија, односно сега економија и труд. Така што треба да се анализираат во континуитет, бидејќи тоа дискотека не работи само овие последните 2 месеци, 3 месеци, 9 месеци, 2-4, тоа работела како што има, како што окружат информациите 15 години. Јас мислам дека од поред треба да се фатат сите како на него им даде дозвола, бидејќи за да земеш ти дозвола од страна на Министерството за економија, ти треба да ги исполнуваш некои услови. Можда тоа што треба легализација, не знам, од страна на градоначалникот, тоа е една постапка, а втората постапка е треба првим да имаш 2 влеза, 3 влеза, сега не знам како се постапката. Да, важда и вие го имате стандардите. И сега треба да анализираат врз основа на тоа фактична состојба и сите воре дозволите кои се дадени да одговорат сите лоши. Добро, но како ја гледаме ситуацијата во моментот? Сакам да додадам дека ова што е најавено дека од утре ќе одат инспекции, ја имам и дополнителен предлог да се истражи динамиката на инспектирање по сите објекти у Македонија, како што кажува премиерот, дека тоа ќе оди посекаде, и да се направи анализа во последните 3 години, например, 4 каде е влезена инспекција, вклучително и овие 9 месеци откако е оваа влада. Значи, до вчерашниот ден, заклучно до денот на трагедијата, до завчера. Значи, да се направи динамика на назад, сите инспекции надлежни да контролираат ваква состојба, од пазарна, трудова, не знам какви се инспекции УЈП и други. УЈП и така натаму. Значи, имаме инспекции, што правеле во последните 3 години. Да не остане да виси дека ние сега бркаме вештерки од претходната власт, дека бидат и овие 9 месеци. Да се види ова конкретната дискотека со оваа огромна трагедија, какво движење на инспектирање постои кај неа во последните 3 години. Да не заборавиме. Тој и премиерот денеска го каже. Во Македонија вакви случаи потенцијални во моментот сигурно имаше 500. Сигурно, во секој значи, град. Во секој град има. Во Источна Македонија и во Западна Македонија. И во Охрид, Струга, и во Дојран, и во Централна Македонија, секаде имате. Имате руина. Ние денеска, како големи објекти за развој на рурален туризам, ги сметаме куќите што се уште само што не паднале кога ќе влезете внатре, значи во тоа. И ние се гордееме со нашата руина по селата што ја имаме, и тоа носиме и странски туристи, и домашни туристи, и ние одиме на викенди и ручаме таму. Имате комплетно, спомна колегата, ние имаме распад на тој дел од системот, значи во тој дел. Да не речам и во комплетната оваа ситуација. Логично да видиме. Знаеш што, Ана, уште само ова. Не можам да се согласам. Денеска еден од протагонистите и експонентите на здравството, државното здравство во Македонија, вели и да имавме центар за изгореници, Добро. И да имавме центар за изгореници, немаше ништо да помогне. Сега го парафразирам. Бидејќи ќе биде со капацитет од 5 или 6 луѓе и сепак ќе требаше странска подршка. Прво, јас се фрапирав, јас вчера го слушнав податокот дека во Македонија немаме центар за изгореници. Нема центар. Значи, независна држава. Каков и да е минијатурен да е, треба да го имаш. Особено, земјата е изложена на пожари секоја година. Секоја година ние сме за месец дена ќе почнат пожарите. Тоа ни е ризична месец до 2. точка, да. Значи ние немаме центар за изгореници, а сме висиме на конец цели села во јули и август да ни горат, на пример, да ни се запалат. Гледаме Грчка што се случува во Грција секоја година. Македонија е сличен случај. Ние имаме секоја година драматични пожари, цела нација е забезекната на тие пожари, секој ден вестите ги полниме по пола летно време со такви информации. Ние, кога ќе заврши сезоната во октомври, готово завршиле нашите проблеми, спиеме и чекаме следната сезона на пожари. Да. И сега прашувам, што направивме? Тоа е така 20 години, 30 години. Што правиме ние? Купивме умеѓу време во пожарните во градовите нови цистерни пожарни. Направивме нови служби, вработивме нови луѓе во тие служби. Тие ни се на нас клучните служби во државата, ки ни изгоре државата.
Значи, ќе изгореве и ние со се неа. Летно време, на плажа ќе ви се случи катастрофа. Ние сме доаѓале, имаше такви берово пожари од тој дел. Што правиме со авионите? Значи, зборувам, ова не ги отварам овие туку така теми. Ова е големата тема во Македонија. Ова е таа негрижа, таа аljкавост, таа киловост во државава што не можеме да донесеме асална политика и немаме акција. Значи не постои, ние ова ќе го збориме, ова ќе заврши за месец дена. И ние се ќе кажеме за месец дена и после ќе продолжиме по исто. Па добро, не би требало, веројатно оваа трагедија малку треба сите да не ќе не промени. Јас мислам дека ќе не промени. Треба Центар за изгореници да немате, мислам ја како да ви кажам. Сакам знаете што, ние ги гледаме дека се изгореле вчера, односно луѓето, загинале 59 години, 59 луѓе минимално. Но знаеш дека смртноста кај нас е многу поголема, бидејќи ние само тие гостите ги спомнуваме таму. Таму имали работници внатре, што ми е од мојот дел како професионалец. Таму имали работници кои изгубиле животот на работното место. Знаеш дека губење на живот на работно место кај нас е енормно во нашата држава, од разлика во другите западни држави. Нам секој втор, трет ден ни паѓа некој од градежништво. Ние кога ги анализираме во ниво на годината, имаме повеќе жртви од тоа што се случува одеднаш, пример, одеднаш Дурмот Турсот, еднаш модуларната болница и тоа последното што не се случува. Значи, ние единствената држава сме во регионот и во Европа, кај градежниците градат без скеле. Си видел некоја зграда што има скеле во Скопје? Од 10 една дали има. Сите градат бидејќи сакаат да профитираат. И тоа што сакаат да профитираат тоа им донесува нам човечки животи. Значи, тоа дело да а во врска со тоа што ми кажа во инспекција, што го совладувам овој денес, дека сакам да се мешам, но многу е важно бидејќи премиерот кажа дека ќе вршат надзори. Ние може да гледаме и да имаме информации и пристап на тоа колку се правени тие надзори, но исто така но пристапна документација може да имаме само за 3 години, ако бил чист или ако имал само минимална казна, бидејќи само кривичните досие имат повеќе Да, но ако се набрајани, значи сепак мене не ми е јасно, Фаризи, горе ја работиш оваа проблематика, ја познаваш, Зиков ги знаеш и политичките и сите видови на контексти во државата. Министер за внатрешни работи вели дека вечерта на должност имаме представници на полиција внатре. Значи таа полиција не влегува прв пат вечерта, знае дека постои тој објект, знае како изгледа, знае за концерт, значи една службена должност вечерта таму. Имаме градоначалник 3,5 години кој знае што му се случува и какви објекти има, нели, деловни објекти на територијата на општината. Значи Сте ја пратиле полицијата да открива недозволена трговија со наркотици и дроги таа вечер. Тоа значи дека сте го пикирале настанот каде што ќе има зголемен трафик на такви производи, пошто сите знаеле, имало проценка таму дека ќе се случува нешто. Вие не можете да не го обезбедите објектот од внатре, од надвор, кога веќе одите во таква рација. Не може тоа еден полицаец да ви ја решава таа ситуација. Тројца испадна, мислам, еве нека бидат и 5 души. И 5 души нека бидат. Тие кога влегле внатре, значи, јас како подразбирам инспекција, прво треба да знам каде влегувам. Влегувам во салон за теписи, влегувам во штала, како што вика министерот, или влегувам во дискотека, во, како вика лиценцата, во кабаре. Така? Во што од овие 3 влегува полицаецот внатре? Има налог, така, рековте вие дека инспекции се прават со налог и полицијата има налог, која тоа го работи. И влегле, па тие веднаш можеле тоа да го утврди да го затворат настанот. Значи, како ситуација, значи, ми не сме анџели. Значи, оваа ситуација треба да се разгледа, кога веќе тргне да се разгледува, нека се разгледува во детали по сите основи. Нека се расчисти и нека биде пример за овие акции што премиерот ги најавува од утре сабајле. Значи, утре сабајле да се има урнек. Сега ние по кој урнек утре ќе инспектираат тие луѓе? Што ќе бараат, на пример, еве, во дискотека во Кавадарци, лупам се јас. Што ќе бараат сега? Лиценцата од економија, после ингеренциите на градоначалниците. Па се не може денеска два пати го вадат од тоа дека не е одговорен. Може би и не е одговорен по законот. Меѓутоа, ако не друго, тој човек
градоначалникот и неговите служби се во синергија, во симбиоза со подрачните единици на инспекторатите. Значи, внатре, секој инспекторат има канцеларија во такви општини, во тие поголемите општини. Пред мене И тие работат секој ден заедно, тие се во една зграда. Значи, седат, втора работа, дискотеката. Една е дискотека во Кочани, таа е дискотека во Кочани. Со 2-3 мои пријатели во Кочани денеска разговарав по телефон и вика, ние бевме у кафејдж, вика, и се мислевме дали да отидеме, вика, да гледаме ДНК, пошто цел град беше, вика, таму. И останавме у кафана. Значи, ви кажувам, една е дискотеката, сите одат таму, и богати, и сиромашни, и познати, и непознати, и од цела Македонија, и сите фанови на ДНК, и можела да имала капацитет 1000, ќе биле 3000 сигурно внатре. Значи, не, Јасно. Значи има, еве, бучавата, збориме за ингеренции на градоначалниците. Еве, за дозволите е Министерство за економија, тоа е за лиценците, е Министерство за економија. Градоначалниците во своето работење, нивните служби, можда не градоначалникот како прв човек, него службите негови, таму имаат обврска, ги фатив денеска некаде ги читав, обврска за како работат објектите кои имаат лиценца. Не е лиценца само за угостителски објекти, има лиценци за други работи, има лиценци за овие сега модерен бизнис е продавање на половни автомобили. Така и за тоа има некој треба да ти даде лиценца за да работиш. Значи, на секој кјош имате такви плацеви за стари автомобили. Тоа што не го кажав, мислев преска да го кажам. Казината. Значи, не може градоначалникот да биде слеп и глув у градот што му се случува на неговата територија. Има гласност. Таа дискотека, колку што гледаме, била во дворот на некоја зграда, приватни објекти за живење. Па сигурно, еве, нека проверат од утре натака колку поплахи имало во последните 2 години, например, од дискотеката, ради тоа што во таа дискотека сите концерти во Кочани таму се одржувале. Значи, не можете вие сега вака туку да го земете и да го тргнете градоначалникот на страна, тој не е ништо виновен за работиве. Дајте објективно да ги погледнеме работите. Државните институции работат и во синергија. И има една магична работа во тие нивните договори за работа. Сум имал прилика и тоа да го видам и тука ќе завршам во овој дел. Значи, ти може нешто како раководител да не знаеш, но има запирка и реченицата продолжува со тоа, но требало да знаеш. Но имаш обврска да знаеш за некои работи, за тие ствари. Значи, не може до крај да се избегне таа одговорност. Затоа викам ова, се согласувам со тоа од почетокот, дека ние треба да дадеме шанса овие први денови надлежните институции кои сметам дека коректно почна јавното обвинителство, се во ова добро изгледа за 24 сата од аспект на нивната работа што е завршена и јас целото признание им го одавам вечерва за таа работа. Убав тиме тоа. Значи, нека се изведат сите првични докази и нека се тргне работата, да им дозволиме да работиме, да не мешаме многу политика во тоа, но овие теми сега што ги отвараме вечерва се теми за една година муавет на напред. Добро, Зиков, ама веќе има реакции во јавноста, еве реагира сопругата на Андреја, момчето од ДНК, пејачот. Во оваа тага, таа загуби свој човек, го загуби сопругот, ама вика дека е лага, дека тие како група ја обезбедиле и ја снабдиле пиротехниката, а ние имаме изјави од надлежни. Па да, ќе го каже истрагата. Ама институциите наши велат осомничени се групата ДНК, двајца од нив или еден од нив ја набавил пиротехниката. Значи, зборувам дека веќе се појавуваат реакции во јавноста дека не можеме ние толку со леснотија веднаш да групираме кој е виновен и кој не е виновен. Така е. Веднаш ние со прстот ги обележуваме луѓето. Според јас слушав изјавата на министерот за внатрешни работи, тој кажа дека во основа на изјавата дадена од едните од нив. Сега кој дал таа изјава, дали го дал собственикот или некој друг. Тој значи се повика на една од изјавите дека пиротехниката има носена ДНК група. Сега во истрагата ќе се покаже дали тие го носеле или го носел некој друг внатре, за да сноси одговорноста, бидејќи основата на кој дошол пожарот е буквално од тоа. Тоа е. После други дополнителни елементи што имало, што не ги исполнил условите внатре.
таа самата дискотека. Но да се надоврзам нешто со вас преска кажавте дека треба да се вршат надзори. Да, јас сум за да се вршат надзорите и да се прави анализа, но знаеш јас сум доволно време тука и минатите години ние вршевме надзор координативно со МВР, УЈП и Пазарна. Знаеш што се случуваше 15 пати во 2-3 месеци идевме буквално кај истите локали. Ние не се обширавме, идевме кај посебни 10 локали и само таму се вртавме цело време. Кога ќе не викна нам, пример, да идеме на акција, претпоставуваме сега кај одиме. Ме разбираш со полицајците се договараме, кај ќе одиме сега, ајде пеци, кај кого ќе одиме. Значи, ние мислиме дека треба да вршиме надзор. 15 душата им ја вадеш. Кај да. Три пати за една ноќ му влегол на едниот човек внатре. На едната дискотека, на еден ноќен клуб, 3 пати се вртиме. А другите се достапни во Македонија? Замисли во Македонија колку се. Замисли колку ресторанти има кај нас. Во последното време знаеш како се прават свадбите? Исто со пиротехника. Си влегуваат внатре, си прават. Замисли да се запали ресторантите. А ресторантите посебно немаат само еден влез имат. Ќе се запалат сите ресторанти. Сега значи се отвора една голема пандорина кутија. Сега јас мислам дека институциите треба да действат од сите страни без помилување и без кој ќе насрадува. Сите тие што го злоупотребиле законот или тие што биле корумпирани во било кој период треба да снесат одговорност. Јас мислам дека сега е време после ова сите институции да ги отворат очите и обвинителство да влезе буквално кај сите институции и да истражуваат не само за ова лиценца што го имат дадено за во Кочани, буквално кај сите други установи. Можда и има и други лиценци што се дадени во овој 10 или 15 или 20 години, кои буквално ги имат исполнети условите, како вие преска што ги кажа, кои се ги имате пишано буквално условите кои треба да ги има. Правилник за исполнување на минимално технички услови, правно лице, пријавата за исполнување на минимално технички услови за вршење трговија или започнување со работа, продажен или друг деловен објект, ја доставува до надлежниот орган на општина Кочани или која и да е локална самоуправа, кој е надлежен и должен да врши бидејќи само да врзам уште друго. Ние имаме и друг проблем како институција, посебно сите други институции има или нерегистрирана дејност или регистрирана дејност дома, па тој работи во сосема во друго место, или па има неодговорни работници, односно работодавачи кои ти им одиш на надзор, пишуваш записник, го задолжуваш, ти се враќаш, го чекаш 3 дена да ти се достават документација да ги исполнува условите, односно дали документите што ги побараш да свршиш, тој не се појавува, казната знаеш колку е? Максимално мислам дека е 2000 евра. Тој на половина ја плаќа или воопшто не ја плаќа, ти ја пратиш у суд, тој судијата ти ја враќа назад, пошто фаќа врски таму и тука завршува целата пригаса. Има неодговорни работодавачи, еден куп што секој дневно ние се бориме против нив. Има последно период се буквално кај нас има две тројца кои се проблематични, а да не кажам дека едниот е израстена установа кои луѓето идат се лечат таму и се рекламират, имаат над 10 записници кои се пишани, а газата не се јавува на инспекцијски надзор. Тие се дополнително, ме разбираш, имаме многу проблеми кои се во теренот, ние не можеме да кажеме дека едниот е само виновен или поединци се виновен и да се надоврза Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и ред други, тие ќе одговарат може да одговарат за лиценци и за надзорите, но не знае министерот кај се наоѓа дискотека. На пример, мене да ме прашуваш, јас не знам, те тоа ме разбираш. Ние не знаеме да ги лоцираме, Министерот денеска одржа пресконференција, не знам Зиков дали ја следевте, имаше изјава во која што вели дека МВР нема никаква обврска да испраќа полиција, обезбедување, како се вели тоа, заради безбедност, во случај кога не е пријавен ваков тип на настан. Во истата изјава министерот подоцна вели дека кога не се пријавени настани од поголем обем, полицијата по службена должност мора да го обезбеди настанот. Значи имаме... Значи вака, зборуваме сега за објекти за забава. Значи, во Грција, сега да одите, например, ја не мислам дека законите кај нас се поразлични од грчките закони. Во Грција сега да одите, пред нивните хангари, внатрешни тие клубови што се за забава, дискотеки, особено летно време по Халки, Халкидики, по овие доле другите острови,
има секоја вечер најмалку една инспекција, а тоа е УЈП на Грција. Со мои очи сум го гледал тоа, кога инспектор на УЈП влага и седи цело време на касата на шанкот. Значи, и има видно обележан и не му можат ништо заради тоа што тој едноставно е на работа со налог и седи и го гледа прометот во касата. Значи го гледа заради тоа што предпоставка е дека многу е непријавени, нели, безфискално и така натаму од тоа. Добро. Обавезно има полиција пред дискотеките. Значи обавезно таа полиција ги гледате, сите ги знаеме дискотеките што понекогаш одиме и во Грчка, значи ги знаеме на Халкидики дискотеките какви се. Значи монтажни објекти кои стојат лесно, кои да паднат можеби нема да направат голема штета, ама има правила, има полиција, има брза помош од страна секогаш за такви работи. Значи станува збор за тоа дали сме ние организирана држава или не, дали сме аljkavi или не сме aljkavi. И кај нас во законите тоа е запишано. Мислам дека вчера некој ги читаше тие работи, што све треба. Значи, имате елементарна работа. Некој таму решил дискотека да прави, забави да прави. Добро, важи. Фалсификат му била лиценцата. Океј. И тоа нека... Еве, и тоа е фалсификат. Па што? Еве фалсификат е. Абе, тој прави реална забава во реално време. Тој еве таа вечер да не се десило, вечерва пак имало концерт. Значи, прави реална забава. Таму има луѓе кои живеат во непосредна близина. Како што во Скопје, например, имате многу кафичи и по центар и по општини кај што прават бука и граѓаните нонстоп се жалат. Еве да прашаме, кај кого се жалат граѓаните во Скопје? Ајде да направиме компаративна анализа за улогата на градоначалникот на Кочанин со споредба на улогата на други градоначалници во Македонија. Например, како се однесуваат градоначалниците во Скопје, какви проблеми имаат визави таквиот тип на објекти. Ако сакаме да влеземе длабински во таа работа, треба сите овие аспекти да ги отвориме. Не, пред да влеземе длабински, треба да кажем вистината дека еден таков објект со еден влез со другиот закован, без прозорци, тоа е корупција. Тоа е корупција. Пред не може, кажа колегата дека и свадби се прават со објекти со една врата и има факели. Тоа е све со корупција. И ние знаеме, ние не треба сега, не сме ние ноеви главите у земја да ги ставиме за таа работа. Се знае и лиценците како се вадат и зошто тој објект добил лиценца, то гарант е тоа корупција. Само треба да се докаже нормално. Добро, дел, пак ја речам, еден од моментите што така се поспецифични е присуството на полицијата баш за време на критичната ноќ. Нешто секунда да се надврзам сега политички лица. Ако ја гледаш дека последно време има антагонизам помеѓу јавното обвинителство и владата. Овој случај го води јавното обвинителство. Јавното обвинителство сега не може да каже дека си јавното обвинителство е на едната страна, јавното обвинителство е на другата страна. Јавното обвинителство моментално е во истрага, односно прибира документација и на крај ќе покрене обвинување. Еве сега да видиме јавното обвинителство да ми дава шанса кого ќе го гони за оваа ситуација. Значи, ние не можеме да редуцираме пред време, ние може само да кажеме дека за условите да даваме нашите интелектуално размислување. Јас можем само професионално во овој дел што случајно сум и тука ги знам, но јас мислам дека треба да му се даде можноста на јавното обвинителство. Јавното обвинителство сега има простор, ни од страна на СДСМ, ни од страна на ВМРО, ниту на ДУИ, ниту на друга страна. Добро, да му се даде простор. Јавниот обвинител веќе нема ни избор, таман работа да премолчи на една ваква трагедија или да се повлечат обвинителите. Тогаш ангажманот на јавното обвинителство од вчера наваму. Да, Зиков, тоа им е работа, така требаше да биде секогаш вака за сите трагедии. Ама требало тоа да биде вака. Ова требало да биде начин на работа и пракса. Јас опачето кажам, а не да се радуваме на ова што го гледаме сега. Нам се случува многу случаи во последните 3-4 години што не се расчистиле Турс модуларната болница да не се без атрал. Ке се вратиме на нивни со политички реперкусии. Затоа ние имаме скептицизам во таа насока. Останувам нели на некои прашања што мене не ми се јасни досега од пресовите, иако за волја на вистината 2 дена треба да се даде можност, прилика, но сепак нели власта соопштува детали, а ние имаме задача да бараме одговори. Околу фалсификат лиценца. Мене тоа не ми е баш јасно. Веројатно
Фаризи може појасно да објасни, да ни објасни подетално како може да се фалсификува документ. Го разговаравме во канцеларија, според мене фалсификат е ако надвор од институцијата се случи фалсификат на овој документ без да знае институцијата. Во случајов ние имаме некој оригинален печат, барем таков документ гледаме, подпис на државен секретар. Кај нас Јасен ли е овој дел со фалсификатот, еве и за вас? Дали е јасно за што зборуваме? Хипотетички на тоа што кажам. Предпоставувам дека регуларно би требал барањето да доставува, односно работодавачот, за да земе одобрување, односно да земе лиценца од Министерството за економија, треба да поднесува барање. Врз основа на барањето треба да во прилог да става и списи, односно целокупната документација која е потребна согласно правилникот за да ја земе лиценцата и после тоа поминува на тие филтрите комисиите валјда што ги имаат внатре, стручните лица таму, па иде на подпис, валјда не знам сега кој го подпишува, дали државниот секретар, дали министер. Во принцип мислам дека државниот секретар ги подпиша, да не сгрешам. И сега, најверојатно за фалсификација има дека оние воопшто немаат поднесено, државниот секретар и раководителот таму што го претворија него, односно на распите, најверојатно тие двајца да го имат куцано само, односно тој го има куцано, она се има подпишено, па имат стајано печат, па тој го архивирал, бидејќи архивскиот број кажува дека не се поклопува со барањето, туку за некој број што е поврзано со некој инвеститор. И неверојатно тоа, за тоа не е регистрирано. И претпоставувам дека 99% дека ова послага второ. Си направи лист и печатиран. Таму и тоа е тоа. И тој документ веројатно изгледа како оригинал, што има печат. Не, тоа е, значи таа е стајна печат, подпис, архивирана, само не под тој со само веројатно документ за ако ви дојдат во дискотеката да ви за да се пред инспекцијата, вие да го кажете како легален документ. А сега се открива дека практично тоа е не е фалсификат, тоа е оригинален документ. Знаете зашто? Пошто дискотеката работи, предпоставувам јас дека работи само ноќе. И ние кога идеме на надзор, инспекцијата иде и ти бара документацијата, врз на документацијата тој му паѓа лиценцата. Сега инспекторот нема пристап ноќе, тој пишува да има лиценца и си ја тера својата постапка, бидејќи ние бевме и надвор од министерството, ме разбереш како институција, ние немавме директен пристап во министерството за да можеш ти да го гледаш инспектор и да гледа лице, тој не гледа внатре дали е оригинал или не оригинал, сосема други действија. И сега се случува оваа ситуација за да провера дали е оригинал или не е оригинал. Јас претпоставам дека ова второто нема воопшто поднесено, некој му го подпишал, му ставил печат и го архивирал по неговиот памет како Да, јас сакам од режијата да ми ја подготват изјавата, не случајно ќе ја пуштам на Арбера Деми од ДУИ обвинуваат дека овдека има целосна политика. Ајде да погледнеме изјавата дадена денеска на пресконференција. На објектот каде се вршела дејност во март 2024 година, Министерството за економија не издаде лиценца токму поради тоа што не биле во тој момент исполнетите услови за такво одобрение, односно не ги исполнувал безбедносните услови за да добие лиценца. За прашањата дали во 2012 година биле направени сите потребни проверки, дали било утврдено дека просторот ги исполнува стандардите за противпожарна заштита, безбедносни излези и капацитет за евакуација, одговорот е едноставен. Во 2012 година, односно пред 13 години, објектот и да ги исполнувал минимално техничките услови, да врши некаква дејност, тој во 2024 година не ги исполнувал условите да врши дејност кабаре, односно ноќен клуб. Затоа, клучно е кои институции, кои функционери и со чија одлука е дозволено во 2024 и 2025 година без лиценца дека смее да обавува дејност ноќен клуб, односно кабаре и овој објект воопшто да функционира. Ајзиков со коментар, еве. Па добро, овде немаше нешто политика. Ова е објаснување, став на партијата. Предпоставувам во насока на не предпоставувам, јасно е дека во насока на одбрана на
поранешниот Ама министер. нивниот фронтмен во моментов чекаме, може би веќе има некоја информација околу притвор за Крешник Бектеши, така? Да, Ова да. не е, воопшто не е наедно ова што се кажува на пресконференцијата. Апсолутно, меѓутоа сега не можам ја да го проценувам вечерва тоа, заради тоа што си има надлежни што ќе му ја проценат и изјавата и ставот. Ако е И ви така, стремите остана тоа. ако е така, така е. Ако не е така, ќе биде фейк ньюс од негова страна, вечерва кажано. Значи, овде има друг момент, според мене важен. Ние сме податливи на тоа лесно да ја запалиме политички сега целата работа. Мислам, имаше, и синок имаше, како се викаше, Изјава од Арбер. Да. Арбер. Значи, и синок имаше не баш онака, она лабава изјава беше таа, каде што може во тој момент да се отворат некои други дебати во општеството. Тука не станува збор за тоа од каква националност, од која етничка група е министерот или од која партија е министер. Прашањето е дали е министер. И вечерва со колегата ние автоматски тргнавме се и се договоривме и пред врата да ги тргнеме партиите на страна и да разговараме сега како што еве и премиерот вели, име презиме има сега криминалот. И камо во сета несреќа и трагедија и катастрофа, една срекна околност е да извлечеме сега еден став од овој момент натака да кога ќе зборуваме за криминал, за организиран криминал, за корупција, за робусни акции, што би рекол премиерот, да разговараме за имиња и презимиња, а не да разговараме за тоа кој од која партија, ама да ги правиме работите по процедура како што треба, а не селективни процедури да се прават. Еве, јас ќе отворам вечерва темата, мислам дека и е местото вечерва. Значи, Албанија ги затвори казината. Повторно ќе го кажам тоа и го кажав пред 15 минути. Многу држави ги затворија казината. Ние сме полни со казина и кладилници на секој чекор во државата. Од тие едно е проблем што на што ги учиме ние младите луѓе. На каков тип на живот и забава. Да во ноќни часови, јас живеам на место околу мене, има 3 казина и 5 кладилници во центарот на градот. Во 12-1 часот излегуваат мали деца од автомати. Мириса на марихуана пред во ходниците. Значи, апелот е, дајте да отвориме дебата на таа тема. Заради тоа што ова е ноќните кабареа и клубови се продолжеток на сето тоа. Ние ги затрувме нашите граѓани. Општеството е затруено со деструктивност. Добро, Зиков ноќни клубови кабареа имаше, како да кажам, да не звучам лошо и од секогаш имало. И треба да има. И тоа бил урбан дел од оживењето. Ама биде по закони. Значи, не може Анета, на нас спомна колегата, значи, да ги наредиме сите несреќи во последните, па ние 2 години нормални немаме во овие 30 години од Македонија. Да ги наредиме сите мртви што погинале во 5 инциденти во Македонија, па толку партизани во Втора светска војна нема изгинато во државата. И сето тоа е од човечки македонски фактор, аљкавост, неорганизираност, корупција. Значи, тие работи треба да се отвараат. Во тој контекст кажувам да се размисли малци и околу све ова друга од околу што за на крај имам уште едно прашање. Да, добро. Во Косово и Албанија ги имаат затворена казиното и кладилници, таму не постојат и сите тие идат кај нас играт тука, нели се отворили во падот кон Косово, претпоставувам дека и на кај Струга е така исто. Во сите во секој зграда тука или 2 згради мора да има или казино или мора да има нека кладилница и тоа се 3 врзни кладилница, казино и брзи пари. Значи се три воедно се поврзани веќе. Секоја било некоја блиско до некоја казино мора да има и некоја мини финанс тоа што е за брзи пари, за да може кредит да земе и од тука да игра. Така што ние мислам дека треба да размислуваме на ова поле, бидејќи и криминалот, корупцијата, кога ќе дојде после и ветингот, сум го кажал, не е месото за судиите и обвинителите, така им се случи во Албанија, сите се коцкале за да ги парите, за да ги кажат каде му е потеклото на богатство, дека сите ги добиле таму парите. Јас мислам дека ние треба да го стопираме еден период, за после ветингот за да кажат. Да се вратиме на Адеми изјавата. Така што во врска со изјавата на првата пресконференција негова кога излезе вчера синоќ, пошто тие само на Facebook мислам дека се пишале, но немаше пресконференција јавно да излезе од Дуј, одма директно почна да ги брани неговите луѓе. Второто е тоа што сите овие несреќи се поврзани директно или индиректно со бившите функционери на Дуј, тоа што го кажуваме дека е директно поврзано со криминалот и корупцијата. И третото
Јас дури се чудев преска. Читаме на Facebook гледам Европскиот фронт, значи нивната фан страница, после изјавата на Христијан Мицковски дека ќе ги фати за уши сите да ги стави у затвор, односно да ги вади од куќа да ги стави у затвор, односно да одговарат за тоа што се случува. Замислете, правеле едно постирање каде пишуват: знаете кого го фатил за уво, дека Ахмет е тој главниот што ги фаќаше за уво 20 години. Значи таа изјавата ја охрабруват кој бил појак од 20 години. Значи и замисли на тој лайк стават сите функционери на ДУИ. Тоа е срамота во оваа ситуација кога луѓето загинале во Кочани и нивните семејства и другите луѓе се борат за живот внатре во државата и тие што се пратени надвор, а овие се мајтапират ова е моралниот дел, јас зборувам за кривичниот најавува Арбар. Изгубиле моралниот дел, така што ние не треба да се замараме со нив. Завршуваме со емисијата, сакам да прашам премиерот Мицковски на првото обраќање вчера на тој пообјавен прес. Неколку пати новинарите го прашаа, најави ли кривична одговорност, еве за која што се уште дебатираме, ќе ги видиме деталите и каде ќе води истрагата, и рече ќе има и морална. Од моралната, веројатно до сега го видовме само градоначалникот на Кочани. Тој јадниот стрес ја даде оставката за да малку да пресретне гневот на граѓаните. Значи, Кој што веќе да ескалираше денеска, се надевам дека нема да ескалира. Овде има простор за морални оставки, да. Тоа сакам да прашам, значи премиерот вели ќе има морална одговорност, од тој дел околу моралната засега го видовме градоначалникот. На прашањето дали тој чувствува, вели да и ја чувствувам, ако треба сета морална одговорност, јас ќе ја понесам. Ако треба, но рече прво ќе се справам безмилосно додека не го уништам овој корумпиран систем. Значи, а потоа од мојот став е дека ја има полната поддршка не само од мене вечерва во студиото, туку веројатно од сите благонамерници во државата и луѓе заинтересирани за оваа држава час поскоро да тргне напред. Еве ја полната поддршка, нека почне да расчистува. Значи, ќе има полна поддршка во расчистувањето на организираниот криминал и корупцијата во државата, како што самиот кажува, и оваа изјава, како изјавата на Бранко Црвенковски од 97 после тат, ќе остане архивирана, значи во архивите. И ќе преслушуваме секоја година. И ќе мериме по тоа. Се спомна ветинг, значи кога ќе дое време и за реформа на судството, ќе видиме резултатите од овој случај, трагичен, ќе видиме какви ќе бидат резултатите до крајот. И знаете, ќе има судења, ќе има такви работи, па да видиме и епилогот на целата работа каква е. Да видиме селективноста или неселективноста на луѓето инволвирани во овој случај. Важно е да се каже, и јас многу пати тоа и на разни дебати кога имаме, го кажувам дека оваа држава не покажува капацитет 30 години сама да се справи со работите. На нас ни треба асистенција за таа работа. Час поскоро. Ние ни вакви дискотеки ќе имаме, ни вакви зони сиви ќе имаме, ако ние, ќе кажем и вечерва, ако ние го одиме патот према Европа, ако ние правиме реформи врз основа на преговори со Европска Унија, врз основа на проекти што ќе доаѓаат од таму, врз основа на мониторинг што ќе доаѓа од таму. Добро. Значи, Македонија да беше членка на Европска Унија, хипотетички, сигурно дека може би ќе имало корупција, како што има и во други држави членки. Меѓутоа, вакви еклатантни и грди слики од Македонија, праќани во светот, ќе немало. Вие коментирате дека треба да се даде шанса. Јас сакав малку, за жал, пак не се благодарни овие моменти. Еве, да ми кажете и вие, Фаризи и Изиков, што е поразлично од позицијата кога баравме морална одговорност за владата на Заев? За жал со модуларната болница, со Беса Транс, со другата, како се викаше исто, Дурмотурс, модуларната болница, Вања, убиството сега, значи, ама еве со поголемиве за жал трагедии. Ние тогаш баравме морална одговорност. Јас сум за две насоки. Првата насока е да се истражуваат до крај сите што било одговорни на затвор, односно да дават одговорност за тоа, а второто, моралната одговорност, јас мислам дека, јас нема да спомнам со име, но јас да би бил по тие позиции, јас мислам дека тројца до четворица луѓе
Не, можда на клучни позиции во државата, може еден, двајца, треба да дават оставка од нивната позиција. Добро, Јас мислам ова е. дека еден министер би требал да биде и еден до двајца директори и помали раководители. Апсолутно се согласувам. Значи овде има Не сакам да спомнам со имиња, но тие самите треба да се овде е се простор за морална одговорност. Значи пазете, јас себе Антони Пешев ќе го спомнам за авионска несреќа, што сигурно не може да го контролирате небото што ќе се случи. Човеков, мислам, тој е толку пати секогаш како пример покажувам во сите овие 30 години, во сите трагедии се реферираме на Тони Пешев. Значи, даде оставка утре дента, значи, ја образложи на многу така, ладнокрвен начин, зошто ја дава, полна емоција за сето тоа што се случува, и тоа е тоа. Значи, нити почнува, нити завршува светот со тоа дали ќе бидете министер или нема да бидете министер. Идете. Се зборувам малку за една подруга зрела форма на однос. Исто така апел давам денови и до некои министри, како што беше денеска собирот на младите луѓе. Значи, нема потреба министер да ви се појавува во студентски кампус. Ја не знам каква порака сакаше да се прати денеска со тоа. Заради тоа што ако се смета дека треба нешто да се алузии прават со Србија, да речеме, па да се превенира некаков тип на таа ситуација, прво, ако има таква енергија и таков дух, вие тоа не може да го спречите. Тоа ќе тера. Второ, нема потреба да се ствара дополнителна нервоза, заради тоа што само го зголемувате пресок на граѓаните, како што се види. Значи, во тој дел. И тоа е начин на политизација на ситуацијата. Оставете ги луѓето нека тагуваат, тоа е израз на бес, не е израз контра ВМРО или контра СДСМ, тоа е израз контра системот 33 години. Системот, да, 3 децении, точно. Не може точно. да се прави паралела помеѓу овој настан и настанот во Србија, бидејќи таму се работел за тендер во Србија, тука не се работи за приватен имот. Така е. Меѓутоа корупцијата е можна. Значи, Да, за корупцијата тука да. Ама во смисла да, ама таму се работи за сосема за тендер на државата, односно инвеститор била државата, тука кај нас се работи за приватен имот. Ама приватен имот кој е под ингеренција на надлежности, закон на да, државата, начин лиценци, работи. како ни, колку висок, колку широк, мислам, тоа се суштински работи. Не знам дали ќе се оправиме од ова што ни се случи, веројатно и нема, и така треба, само во надеж дека ќе научиме нешто од оваа страшна лекција која што 59 семејства Само за ја крај, плаќаат со загуба. за крај уште еднаш на сите семејства сочувство, а на тие што се повредени побрзо да оздравуваат, а ние да бидеме на некој начин да им помогнеме на сите, дали морално, дали финансиско, не знам што, но сите треба да бидеме тука за да бадем колку толку да им го облачиме болката што ја имат. Кој колку може, да. Емисијата овде завршува, останете со нашата програма, следуваат вечерните вести, пријатно.